Немав никаква намера да зборувам денеска, туку само сакав да слушам и затоа ќе ги почитам сите оние што се дојдени денеска, има многу помалку шанса од мене во изминативе месеци да зборуваат во јавноста. Само неколку точки кои ги напишав буквално во кола доаѓајќи навака, сосема накусо, без многу мудрување, на страна слоганот дека треба да ја враќаме и освојуваме слободата, што е апстракција од највисок вид, најчесто во перцепциите на многу луѓе. Мене ми се чини дека ние сме соочени со сосема конкретна задача. Мораме да бидеме комплетно вовлечени во политичката прагма, ако сакаме да направиме било каква измена и ако ви е кејфот, така да го наречеме тој, и да освоиме слободата на крајот. Значи, немам намера да го критикувам Арсим, кој имаше прекрасно предоаѓе, меѓутоа би сакал од сите вас да чујам, за да има и за мене некаква употребна вредност, сосема конкретно како да дојдеме до промени, наместо да влегуваме во идеолошки расправи, дали СДСМ бил доволно социјалдемократски, дали е доволно широк, дали платформата на која ги водеше последните два изборни циклуси е доволно длабока, за да можат многумина да се препознаат во него. Значи, јас мислам дека за жал во Македонија неколку изборни циклуси наназад, 2011 навака, сигурно изборниот победник не добиваше заради изборна програма и кандидатите што беа избрани и пратеници и останати не добиваа затоа што беа добри кандидати. Туку затоа што постои систем кој ги дотера, ги стокми работиве, како што гледаме некакви стокми. Имаше прекрасно пано слика која е преземена од Facebook за политичкото подземје која ја закопа македонската демократија во 21 век. Значи, сосема накусо, прво мислам дека е одлуката да не се влегува во парламентот и да се изземеме, ако можам така да кажем, од институциите одлична. Не треба да ургираме кај Заев или кај Шекеринска, кај раководството да останеме на таа одлука. Мислам дека им е на сите јасно дека поинаква одлука и не може да има. И не само за 2 или 3 месеци. Преговорите кои се започнати и кои прашање како ќе продолжат, се започнати од страна на овој така наречен премиер, само затоа што Европа му рече дека му е потребен политички диалог со опозицијата. Не дека тој навистина има намера да признае дека изборите не беа фер и демократски. Но, значи, базичната теза е никакво враќање во институцијата, така наречениот парламент, никакво враќање, под никакви услови, освен ако не се усвојат барањата на опозицијата, посебно она за техничка влада. И тука оние кои не го знаат тоа, мислам дека стратегијата на СДС им го објасни подобро кога ќе биде готова, се работи за 4 битни ресори кои мораат да бидат предводени од технократи или луѓе за кои ќе се договорат власта и опозицијата: внатрешни, финансии, труд и социјала и земјоделие. Од тука доаѓаат ресурсите со кои се подкопуваат стотици илјади луѓе пред изборниот ден, а изборниот ден е мирен. Значи, најнеполезна дебата која можеме да ја водиме, сите ние што се сметаме за опозиционери, независно од формално членување во некоја партија, од партиите кои се во овој блок, е да анализираме кој е кабает, кој е виновен за изборниот пораз. Ние немавме изборен пораз. Сите ние. Ние не ја знаеме вистинската волја на граѓаните, бидејќи не им беше дозволено на стотици илјади луѓе да кажат што мислат. Че можеме да правиме анализа. Можеме да анализираме зошто изгубил некој, дали Зоран Заев е доволно добар, дали Стево Пенаровски е доволно добар. Треба ли некакви измени и персонални, и политички, и идеолошки, но не во оваа ситуација. Практично, волјата на маса граѓани беше киднапирана на систематски начин. Изборната корупција беше со стравични размери. Мојата проценка која ја правев со мојот изборен штаб после изборите покажува дека на овие избори, на последниве двојни избори, околу 30% беше поголема изборната корупција во компарација со ланските локални избори и за околу 50, близу 50%, 48-50% повеќе од 2011 парламентарните избори. Чи системот има моќ да експандира. И јас не се шегував кога реков ден после вториот изборен круг дека ќе доеме во една абсурдна ситуација која е за жал возможна, дека на крајот, ако дозволиме овој левијатан да се шири и да гуши се што мисли критички во оваа земја, на крајот ќе дојдеме во ситуација сите полнолетни граѓани, ако така сакаат властодржците, ќе гласаат за оваа влада, а ниту еден жив граѓанин на Република Македонија нема да гласа за опозицијата. Само една бегла пресметка која правевме со Заев после изборите покажува дека
и на овие избори, ако сака, можеа да дојдат до близу 620.000 гласови. Ако сака. Не сака. Може да го направи. Значи, замислете, до 620.000 зборуваме за партиските избори. Што е запрепастувачко сознание, тоа се екзактни податоци, тоа не е лав муабет на кафански начин. По мое убедување, преговори или како год да ги наречеме, и една рунда, и кафе пиење, било што е успех, дефинитивно е успех за опозицијата. Знаете зошто? Ако беше се потаман, ако изборите беа идеални, немаше сила која ќе го натераше до сегашниот премиер да преговара. Не му е чиста работата, затоа мора да ги повикува на муабети луѓето од опозицијата. Ако беше чисто, можеме да се видиме, ма немаме преговори да правиме. И колку што успеав да разберам од тие штури медиумски информации од луѓе кои биле внатре, практично нашиот шеф на влада до сегашен се согласил на се, освен на техничка влада. 4 од 5 на прво видување. Ако е тоа така, тоа значи дека и самиот тој знае дека во тие 4 точки лежи нашиот во наводници пораз, а неговата во наводници победа. Точно во тие 4 точки ги знаеме сите кои се. Ова сакам да го кажам како последно, нека нема никој илузии дека ќе има друга опозиција освен оваа која е овдека собрана. Не затоа што идејата за Не само затоа што идејата за така наречениот трет пат, што е малце поинаква категорија или трета политичка партија силна, а тоа е во западната терминологија на која гравитира околу 10% или над тоа, дека е компрометирана во изминативе 20 години, не само заради тоа, туку затоа што во Македонија по моја проценка во овој момент не постојат ресурси, кадровски и политички се разбира, за да се изнедри таква трета силна политичка партија. Само една проста компарација ви го аргументира ова што го зборувам. Бројот на така наречената, не на другата опозиција, него на така наречената опозиција или на штелуваната опозиција, вкупната бројка на нивни гласови е точно 10 пати помала од бројката на гласови кои во вакви и регуларни услови ги освои оваа опозиција. Што е сосема е јасно дека не може да се... Вие можете да направите пратеници во собрание, ама не може да имате превласт на терен. Ние имавме слична ситуација, СДС беше на власт во еден период, раните 2000-ти, кога тогашното ВМРО беше поделено на одреден начин и сегашниот премиер тогаш имаше 1/3 од постојните пратеници околу, од целата пратеничка група, ама на терен ситуацијата беше сосема поинаква. Значи не се плашете дали уште некој ќе им го направи кејфот на властодржците и ќе влезе во парламент, дали биле 2, 3, 5 или 10 господи или господа, не е битно, можат и 33 да бидат внатре, но тие нема да бидат од опозицијата. Тие ќе бидат нивни. Нема да бидат генуин, нема да бидат реална опозиција. Така што не се потресувајте, кој сака нека влегува, нека име со среќа, овие што се овде, со црсто на тој пат, ја верувам дека нема да подклекнат. Мислам дека е доволно да повторувам, дајте ни шанса на нас, на сите нас што зборувавме со месеци наназад, да чуеме, има тука умни глави и не се сомнам дека ќе чуеме умни предлози, само бидете сосема конкретни, сосема прагматични, затоа што ние имаме работа со власт каква што до сега не е видена во Република Македонија во 4 век од незиното осамостојување. Прашање е, ако се исклучи милитарната компонента, дали оваа власт не е полоша и од останатите балкански режими во посткомунизмот.